Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со обработка на глава 29 од книгата Изреки. Ке продолжиме таму каде што застанавме претходниот пат. Кај стих 5. Човек, кој му ласка на пријателот, поставува стапица за нозете негови. Мислам дека е добро да разграничиме помеѓу ласкање и пофалба. Едно е да му ласкате на некој, а сосема друго е да пофалите некого бидејќи таа личност направила нешто добро и заслужува пофалба. Тоа не само што е добро, туку и треба да се практикува од страна на оние кои се нарекуваат христијани. Од друга страна, ласкањето е еден вид пофалба која се кажува со нечесни или со криени намери. Проблемот е што некогаш е навистина тешко да препознаеме дали некој не фали со добри намери или ни ласка. Пред многу години, кога работев како пастор во црква, по заедницата имавме еден човек кој секогаш, кога му требаше некоја услуга, го започнуваше разговорот со одредено ласкање. Например, некогаш знаеше да се јави и пред да ја каже неговата потреба, велеше: "Пасторе, ја слушав вашата проповед изминатата недела и морам да ви признаам дека никогаш во животот не сум слушнал таква порака. Многу сум охрабрен од вашите зборови." Кога ќе го слушнев да ги каже тие зборови, секогаш знаев дека му треба нешто. Би рекол дека дури и нивото на ласкање секогаш беше пропорционално на услугата која му требаше. Забележете што пишува во стих 10. Крвожедните луѓе го мразат непорочниот, а праведните се грижат за неговиот живот. Зборот крвожедните се однесува на оние што извршиле убиство или пак имаат омраза во своите срца. Господ Исус Христос рече дека секој што има омраза во срцето против својот ближен е виновен за убиство. Причината зошто Каин го уби својот брат Авел беше зашто го замрази. Случката со Каин и Авел е многу добро потсетување за тоа колку ниско паднавме ние, потомците на Адам и Ева. Сетете се дека Бог ги создаде Адам и Ева совршени. Но откако тие му беа непослушни и гревот влезе во светот, ние луѓето сме осудени да грешиме. Не велам дека Каин мораше да го убие својот брат, но со оглед на тоа што го наследи гревот од неговите родители, воопшто не треба да не изненадува што направи такво злодело. Тој го мразеше Авел и беше крвожеден. Ке го прочитам стих 11. Глупавиот го излива сиот свој гнев, а мудриот се воздржува. Глупавите не знаат да бидат селективни во тоа што го кажуваат, а мудрите знаат дека не треба да кажуваат се што знаат. Стих 12. Ако управителот слуша лажни зборови, тогаш и сите негови службеници стануваат нечесни. Во некоја од претходните епизоди читавме стих кој е многу сличен на овој. Мислам дека поентата на оваа изрека е да не потсети дека оние кои имаат авторитет, имаат и голема одговорност да покажат пример со своите постапки. Ова се однесува на управителите кои имаат јавни функции, но и на родителите во домот. Децата учат од своите родители и затоа е од исклучителна важност да им биде покажан добар пример. Продолжуваме со читање. Стихови 17 и 18. Казнувај го синот свој, и тој ќе ти даде мир и ќе ја донесе радост на душата твоја. Без откровение од озгора, народот е нескрутлив, а кој го пази законот, блажен е. Сакам да обрнеме малку внимание на стих 18, каде пишува: без откровение од озгора, народот е нескрутлив, а кој го пази законот, блажен е. Зборот откровение се однесува на разбирање на духовните вистини, односно тоа што ни е откриено во писмото. Улогата на Светиот Дух е да им даде на луѓето разбирање за тие нешта. Тој ни сведочи нам луѓето, но релативно мал е бројот на луѓето кои се подчинуваат на неговото сведоштво. Затоа, времето во кое живееме може да се опише со зборовите од 1 Самуил 3.1. Словото Господово беше ретко во тие денови и немаше виденија. Во тоа време, Словото Господово беше ретко и луѓето немаа разбирање за духовните нешта. Токму во период на таква духовна суша, Бог го подигна Самуил
да биде пророк и духовен водач на израелците. Сепак, тоа не значеше дека само Самуил требаше да покажува интерес за Божиот збор. Божјата волја беше сите луѓе во Израел да ја спознаат неговата волја и да живеат согласно. Истото важи и за црквата денес. Со оглед на тоа што сме ограничени со време, тука ќе мораме да завршиме со обработка на глава 29. Се надевам дека изреките кои ги читавме и проучувавме ви се од корист и дека сте охрабрени со Божја сила и помош да почнете да живеете според духовните вистини кои ги научивме од нив. Глава 30. Почнуваме со читање и обработка на глава 30. Ова се зборовите на Агур. Забележете што пишува во стих 1. Зборовите на Агур, син Јакеов, негово пророштво, кажано на Итиел и Укал. Не ми се познати овие имиња, така што не би навлегувал во подетално коментирање на стихот. Единственото нешто што можам да го истакнам врз основа на овој стих е тоа дека имињата Агур и Јакеов се еврејски зборови што значат собирач и побожен. Од таа гледна точка стихот може да се преведе како зборовите на собирачот, син на побожниот. Ке ги прескокнам следните два стиха и ке го прочитам стих 4, кој е малку поинаков од другите, бидејќи изреките што се запишани во него не се дадени во форма на изјава. Кој се искачил на небото и слегол оттаму? Кој собрал ветар во пазувата своја? Кој врзал вода на наметката своја? Кој ги поставил сите краишта на земјата? Како му е името? И кој е името на синот негов? Знаеш ли? Овие изреки се дадени во форма на прашање. Може би ќе се сетите дека и Бог го учеше Јов на одредени духовни вистини преку прашања. Што се однесува до прашањето, кој се искачил на небото и слегол оттаму? Господ Исус го дава одговорот со следните зборови. Никој не се искачил на небото, освен синот човечки, кој слезе од небото и кој е на небото. Не е прв пат во Библијата одредени мудрости да бидат пренесени во форма на прашање. Бог му рече на Јов: каде беше ти кога јас ги поставував основите на планетата Земја? Ниту Јов, ниту ние не можеме да дадеме одговор на тоа прашање. Агур вели: кој собрал ветер во пазувата своја? Одговорот е: никој. А сепак, Бог е оној кој го контролира ветрот и целата природа. Во истата глава, во која Исус вели дека дојде од небото, тој исто така изјави: ветрот дува каде што сака и гласот негов го слушаш, но не знаеш од каде иде и на каде оди. Така е со секој човек роден од духот. Тоа значи дека оној Бог кој ја создаде целата вселена дојде на оваа земја за да ги спаси грешниците. Колку е голема неговата љубов. Продолжуваме со читање. Следниот стих е еден од моите омилени во оваа старозаветна книга. Стих 5. Секој збор од Бог е чист. Тој му е штит на оној што се надева на него. Секој збор од Бога е чист. Агур не вели дека Божите зборови се 99,44% чисти, туку дека се целосно чисти, а тоа значи и дека Божите зборови имаат сила да ги очистат нашите души од гревот. Во Јован 17:17 Исус го моли Отецот: исчисти ги преку Твојот збор. Не само тоа, туку овој стих ни ветува дека ако се надеваме на него, ние ќе го имаме како свој штит. Стих 6. Не додавај кон зборовите негови, за да не те разобличи и да не излезеш лажливец. Секој кој додава своји зборови на тоа што е запишано во Светото писмо е лажливец. Стихови 7 и 8. За две работи те молам. Не ми откажувај пред да умрам. Суетата и лагата оддалечи ги од мене, сиромаштија и богатство не ми давај. Храни ме со насушниот леп. Агур како да вели: Господе, те молам немој да дозволиш да се најдам во друштво на оние кои ласкаат и лажат. Тоа е исто како да живеам заедно со змии. Но има уште нешто кое тој го бара од Бог, да има онолку ресурси колку што му се потребни за живот. Не само што бара да не биде сиромашен,
туку и бара да не биде богат. Интересна молитва, зарем не? Слушнете што пишува во стих 12. Лошото чедо се смета за чисто, а не е измиено од нечистотиите своји. Оваа мудрост се однесува на само измамата во која живеат многу луѓе. Стихот всушност вели, има такви кои се лоши, а се сметаат за добри. Бидејќи имаат погрешна слика за себе, тие нема да бидат измиени од своите нечистотии. Таквите луѓе мислат дека немаат потреба од спасител и покрај тоа што некогаш се сметаат себе си за религиозни. Убедени се дека нема ништо лошо во нив и дека не се грешни. Со оглед на тоа што сметаат дека не се грешни, тие не гледаат потреба да се покајат и да се променат. Затоа на само праведните им е потребно силно дејствување на Светиот Дух во нивните срца. Ненаситноста има две керки. Дај, дај. Има 3 работи ненаситни и 4 што не велат доволно е. Предпоставувам познавате луѓе кои се ненаситни и знаете дека колку и да имаат, тие сепак сакаат да поседуваат повеќе. Ненаситноста е како коњ, кој постојано сака да трча и затоа е потребно да биде скротена. Мислам дека токму ненаситноста е еден од главните симптоми на духовното отпадништво кое го гледаме во денешното општество. Луѓето немаат само контрола. Колку и да заработуваат, тие сакаат да имаат повеќе. Колку и да е голема нивната куќа или автомобил, тие сакаат да имаат нешто поголемо. Ненаситноста се храни и тогаш кога луѓето се споредуваат со оние кои имаат повеќе од нив. Тоа ги поттикнува да велат, дај, дај. Стих 16. Тоа се пеколот и утробата неплодна, земјата што не се наситува со вода и огнот кој не вели доста. Во некој од претходните епизоди прочитавме дека пеколот и бездната никогаш не се заситуваат и дека и човековите очи се такви. Истата идеја се повторува и во последните 2 стиха што ги прочитавме. Пеколот никогаш не се заситува и не вели доста, бидејќи сатаната сака што повеќе луѓе да завршат таму. Второ, Агур вели дека и неплодната утроба не се заситува. Има многу жени кои се неплодни, односно не можат да имаат деца. Таквите жени не се задоволуваат со нивната состојба, бидејќи сакаат да имаат своји деца и некој кој ќе им каже мамо. Не само пеколот и утробата на мајката, но исто така и земјата која минала низ суша не вели доста, тогаш кога ќе падне дожд на неа. Ова особено се однесува на летните периоди кога температурите знаат да бидат многу високи, а неретко се случува и да се појават пожари. Во такви околности, земјата е многу сува и за да биде плодна, потребна и е вода. Кога ќе дојде време да падне дожд, ако земјата може да прозбори, сигурно нема да каже доволно е, туку ќе бара што повеќе вода за да се освежи. И огнот никогаш не се заситува. Тој проголтува се што се наоѓа на неговиот пат. Продолжуваме со читање. Стих 17. Око, што му се подсмева на татка си, не сака да се покорува на мајка си, ќе биде исколвано од долински гаврани и од орлови пилци изедено. Во Библијата се предвидуваат строги казни за оние кои не ги почитуваат своите родители. За жал живееме во време во кое почитта на децата кон родителите постојано се намалува. И тоа е исто така резултат на духовното отпадништво на нашата генерација. Стих 18. 3 работи се недостижни за мене и 4 што не ги разбирам. Во следните стихови Агур кажува кои нешта му се неразбирливи. Слушнете што пишува во стих 19. Патиштата на орелот по небото, ползењето на змијата по карпите, патеките на бродот среде море и патот на маж кон девица. Дали некога сте виделе орел како лета? Кога ќе размислам за овие зборови на вистина, и јас сваќам дека не разбирам како орелот одлучува каде ќе оди. Второто нешто што Агур не го разбира е ползењето на змијата по карпите. Ако некога сте виделе змија како ползи по карпи, знаете што сака да каже. Третото нешто кое му е нејасно се патеките на бродот среде морето. Мислам дека ова се однесува на тоа како може бродот да плови по морето.
Денес можеме да го објасниме тоа преку природните закони, но сепак навистина е чудесно што нешто толку големо може толку лесно да се движи низ водата. Четвртото нешто за кое пишува Агур е патот на мажот кон девица. Не му е јасно што е тоа во мажот што го влече да и се приближи на жената. Некогаш е љубов, а за жал некогаш е грев. Тука ќе го завршиме денешното проучување. И следниот пат ќе завршиме со обработка на старозаветната книга Изреки. Последната глава од оваа книга е навистина посебна, бидејќи главната тема во неа е добродетелната жена. Но пред да дојдеме до неа, ќе ја завршиме глава 30 и ќе видиме како животните можат да бидат извор на поука за нас луѓето. Бог ги создал животните покрај другото, за да ни служат нам луѓето. И еден од начините на кои го прават тоа е така што не учат на одредени животни лекции. Но за тоа ќе размислуваме следниот пат. До тогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.